Во 2023 година во канцеларија на Организација на жени на општина Свети Николе, канцеларија за бесплатна правна помош, имавме случај од пријавителка која што сакаше да пријави вознемирување по електронски пат, односно случај на демнење. Жртвата не знаеше дека станува за кривично дело демнење, меѓутоа беше многу вознемирена и сакаше на било кој начин да биде решен случајот, а секако барајќи помош од нашата граѓанска организација. Пријавувајќи, жртвата не беше послушана од страна на институциите како нивна обврска, бидејќи представниците од полициска станица Свети Николе и објасниле дека не станува збор за животно загрозување и затоа не можат да постапат по самата таа устна пријава. Писмено, воопшто не беше заведена како случај за пријава на демнење. Случајот на демнење како кривично дело, член 144а во Кривичниот законник, предвидува, во континуитет да има, дали по електронски пат или пак физички, да има континуирано вознемирување од страна на едно лице, меѓутоа во различни временски интервали. Бидејќи жртвата после известно време повторно имаше исто вознемирување од истото лице на социјалните мрежи на месенџер, пораките кои што ги добиваше ги праќаше на мене, така да пораките како докази релевантни за поведување на една постапка беа сочувани. Што многу важен елемент во однос на кривичното дело демнење е да имаме докази при поведување на постапка за демнење. Во случајот, жртвата имаше проблем со социјалните мрежи, односно нејзиниот профил, Facebook профил, месенџер беа хакирани, така да како докази ги немаше сочувано, меѓутоа кога веќе се испратени на друго лице, во случајот на мојот профил, ги имав сочувано и доказна постапка имавме, односно имавме основа за поведување на кривично дело, односно да самата полициска станица повторно издаде налог во обвинителство, да се издаде налог во Основниот суд Свети Николе за поведување постапка, односно за решавање на случајот со демнење. Вториот пат, после извесен период, заедно со жртвата, како придружба од моја страна како представничка и давател на услуги на бесплатна правна помош, со жртвата заедно бевме во полициска станица. Случајот беше заведен и за експресно време од 27 ноември 2023, кога беше поведена постапката од обвинителство Свети Николе, на 12 декември 2023 година веќе Основниот суд Свети Николе имаше донесено и пресуда, осудителна пресуда, каде што условно беше осуден самиот насилник како лице кое што претходната година, текумната 2023 ја вознемируваше жртвата. Што е битно во пријавувањето на случај на демнење? Бидејќи станува збор за едно кривично дело, кое што не секогаш може самата жртва да го препознае дека станува збор за демнење и можеби, бидејќи ние во Свети Николе сме сепак мало место, постојат стереотипни размислувања во однос на самата пријава, жртвата да ја охрабриме дека навистина има поддршка од граѓанскиот сектор, дека може да ја помогнеме и дека ќе бидеме цело време до неа како придружба, додека се случуваат тие действија во однос на вознемирувањето, додека трае постапката при надлежните институции и дека целиот тој период ги даваме и бесплатна правна помош, а воедно и психолошка помош и поддршка